Neka ni je novio den, dragi naši gledači. Neka ni je zaubavo za Arno sve što sme si isplanirale da ni se realizira. Ние ви се обраќаме од комплексот Етно ресторан Златно буре Кучково со нашата екипа од Вкусот на традицијата секогаш подготвени за вас. Сега е периодот кога сите почнуваме да правиме ајвар, така? Значи пиперките, комшиите, мелење, лупење, пржење, 2 дена ќе не фати. И ќе го соберем ајварот во тегли, но секогаш, и ја паметам мајка ми кога правеше ајвар, секогаш во една чинија ќе оставеше малку за ние децата, мачка, или ќе ни направеше погача со ајвар, со тој што ќе останеше. Ова е една од моите најомилени. Има повеќе, многу рецепти има со погача со ајвар, но ова е мојата омилена. За да ја направите оваа погача со ајвар, вас ќе ви бидат потребни 4 јајца, 1 чаша за вода, и со таа чаша се ќе мерите. 1 чаша за вода е 2,5 децилитри. Имаме јогурт, полномасен, густ, од 3% масленост. Одберете најмасниот јогурт. Понатаму, ќе ви треба пола чаша иста таква масло за јадење. Ќе ви требат исти такви 2 чаши брашно, 100 грама сланинка, или ако немате сланинка, имате некој подзаборавен колбас во фрижидерот, или саламка, или било што и да имате, насечкајте. Дали имате 50 грама, или имате 100 грама, или па немате ништо од сето ова, не мора да ставате. Пак ќе биде погачката за мерак. 6 супени лажици ајвар. Ако немате, ако имате кашкавал, ставете едно 100 грама рендан кашкавал. Ако немате, ставете 100 грама сирење дробено. Ако ги имате и двете, по некои парчиња што почнале да се подзасушуваат, ставете и едното и другото. Погачката пак ќе биде преубава. Понатаму ќе ни треба малку црвен пипер, триена сол и пакетче едно прашок за печиво. Ќе ни треба 26 тавче, во кој што ќе ставите претходно хартија за печење. Сега вака, пред да почнам со јајцата, прво да го отстранам овој делот од сланинката. Така. И ќе ја насечкам. Да ми биде подготвена на коцкички. Тоа баш убав вкус ќе му даде, ова е димена на дрва со ајварчето, со сиренцето. Во 1 сат за матење ќе ги скршам јајцата. Така, 4 јајца. Ќе ставам 1 прстов сол. Така. И ќе ги изматам јајцата.
Сега ќе го ставам јогуртот. Маслото. Прашокот за печиво. Љубаво сето ова ќе го измешам. Одлично. Ќе го додадам и брашното. Значи 2 чаши брашно. Промешувам. Додека не се изедначат сите состојки, да формираме една убава кашеста смеса. Сега, ако пие повеќе јогуртова, додадете или малку водичка, или малку јогурче. Уште, еве, многу е густо, значи треба малку да е поретко. Значи дали 50 милилитри. Затоа што јас знам колку треба да биде густо од око. Еве, ова треба да биде. Гледате, само 50 милилитри го реши проблемот. Ете така. Сега ќе додадам малку кашкавал. Ќе додадам и кашкавал и сирење. Значи може 50 грама од едното, 50 грама од другото. Така. Ја додавам и сланинката. Така. И повторно промешувам. Ќе му додадам малку триена сол, 1 прстофат. Така. Чуда прави ова триена сол, чуда прави. Сега, што следува? Ќе ставам малку масло на хартијата. Може да оставите и од таа половина чаша. Што треба во тестото, можете да оставите малку, а можете и да си имате масло, нели? Кога готвиме во кујната, имаме при рака. Сега ќе ставам пола од тестото. Така. Добро. Малку повеќе, значи од пола. Сега, во ајварот ќе става малку масло. Една лажичка или 2, колку да биде полесно за нанесување.
И сега нанесувам малку по малку. Значи си ставате како топчиња од озгора. Се додека не го потрошите целиот ајвар. Да има убаво и покрајчињата да има. Ајде убаво да го соберам. Така, и сега. Имајте си една вилушка тука, пака само. Да се разнесе убаво. Сега тука повторно ќе му додадам триена сол. Мераци. Сега во ова тесто одгоре ќе додадам малку црвено пиперче. Така. Ќе го обојам во црвено. Каква боја ќе даде пиперката, таква. Да видам дали може малку. Ете така. И од тука малку. Така. Затоа што додадовме, нели, една лажица од црвениот пипер, секако треба барем една-две лажици уште да додадете, или водичка додадете, кисела вода, што и да е. Него да имаме рамнотежа. Така, сега го нанесувам и остатокот од тестото. Направете ова погачка па да видите што е најаска, што е најадување од убавина. Пече ова црвената пиперка, каков мирис ке даде, затоа што е компатибилно со ајварот. Мераци ке бидат. Прво се пече на 220, поставете ја на 200. Ете така. Јас сум спремна за печење. Значи, редната е подготвена во кујната. Ете така, драги мои. Значи, се гледаме со вас кога ќе испечам оваа погача со ајвар. Леле, ова е полна чинија мераци и задоволство. Погледнете како е убава. Оф.
Да ви кажам, за ваква погача со ајвар, па вреди и тегла да отвориме. Не е тоа што ќе остане од тоа што сме направиле. Сега да пробам. Знаете ли колку е ова добра? Лапни голдни, како е меко тестото, ајварот, сланинката, подозгора тренијаната сол. Погледнете што направи присуството на кашкавалот и сирењето внатре, видете. Така е мека и не е изгорен, нели, кашкавалот ако го ставите одозгора, туку во тестото. За сите пари вреди ова. Затоа ви кажав дека ова е мојата омилена погача со ајвар. Направете. Лесна е, 5 минути. Толку треба за да ја направите. Уживањето ќе ве следи и понатаму и ќе го паметите. Овој вкус и ќе сакате често да ја правите. Испратете ни фотографија, споделете со нас на страната на Вкусот на традицијата. Ве поздравувам. И знаете како велат, никој не е толку празен како човек што е полн себе. На здравје, се гледаме.